Кривичниот суд ги одбил амнестиите за предметот организатори на 27 април, ама не образложил зошто го сторил тоа. Поради оваа апелација го врати предметот на повторно судење. Според второстепениот суд, Кривичен направил суштествени повреди во постапката. Првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка од член 415 став 3 од Законот за кривична постапка, односно го повредил правото на одбрана на обвинетите која влијаела врз законитото и правилното донесување на пресудата и врз правото на обвинетите на правично судење, бидејќи не го расправил во доволна мера прашањето за одредбите кои се однесуваат за амнестија на кривичното гонење. Апелација му замерува на Кривичен дека не утврдил дали имаат вина и зашто, пред првостепено да ги осуди Миле Јанакиевски, Трајко Велјановски, Спиро Ристовски и Владимир Атанасовски. При утврдување на фактичката состојба не утврдил со сигурност во што се состојат действијата на секој од обвинетите преземени во насока на остварување на битието на кривичното дело за кое се обвинети, ако се има предвид действието на извршување на предметното кривично дело, за кое правната теорија и судската пракса се едногласни дека покрај умислата во субјективното битие како субјективен елемент на противправноста влегува и намерата за загросување на уставниот поредок или безбедноста. За случајот организатори на 27 април, Скопскиот кривичен суд пред 2 години изрече затворска казна од вкупно 25 години за четворицата обвинети, 6,5 години казна затвор за поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, 6 години и 3 месеци казна затвор за екс-министерот за образование Спиро Ристовски и 6 години и 3 месеци казна затвор за поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Додека на екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски му беше изречена 6 години казна затвор. Со уважувањето на жалбите на одбраната, предметот се враќа на повторно судење.